И добро вечер, драги гледачи, се надевам дека ви се допаднаа сите епизоди од мојот подкаст Бомбакис, така да дојде на ред и петата епизода со еден многу млад, перспективен дечко и многу амбициозен, го знаете од телевизииве случајно, така да ќе видите за кого станува збор, си направиме прекрасен муабет, имате многу што да дознаете, како и за него, така и за мене, заедно сме се погодиле некогаш, ќе видите за што станува збор, да не ви откривам сега на почетокот, а ви останете ми со здравје. И добар ден, драги гледачи, добре дојдовте во мојот подкаст. Ова е петата епизода и не со било кого, него со Никола Николовски, односно познат како Боемот за пошироката јавност или ајде да не кажам како што друго. Така да, добре, дојде Никола, добро ме најде и тоа многу лесно ме најде. Као ме најде? Што се деси? Фала на поканата, на толку Инстаграм објави дали е ова Маџари или Хиподром. Не беше многу тешко да те најдам. Оваа тераса мислам дека е најпопуларната тераса во Македонија моментално, пошто има многу објави на Инстаграм, така што многу беше лесно да те најдам. До душа, на страна што те најдов, требаше да почнеме пред неколку сати да снимаме. Ама Малку се одолговлечи заради некои причини. Заради заедничката болест што Да, имаме и што сакаме гледаме кошарка. Одамна, реално, да. Да, еве баш тука на чаши ве гледаме. Само они ми се едини спонзор, знаеш дека? Да. Они ми се и тоа Да ги поздравиме. да ги поздравиме МЗТ Скопје, пошто ние двајцата доаѓаме од аеродром, така да ние сме аеродромци тврдокорни. И тоа е причината практично зашто се одолговлечи нашиот почеток на снимање, меѓутоа Ама тука сме. вечер, да. Кажи ми као се осеќаш вака у моето студио. Твоето студио ми се допаѓаат прво картоните, тоа мора да те пофалам. Фала ти. Значи иновативно, мислам не дека сум одел нешто премногу по студија, ама ова со картониве не сум го сретнал на друго место, затоа многу вака ми се допаѓа како е наместено. И има тука неколку добри пораки од тоа што успев да прочитам пред емисијата. Ама чекај, емисија или подкаст? Подкаст. Подкаст, да бидеме модерни. Да бидеме Порано модерни. беше емисија, сега нешто Па да, се подкаст. нешто глумо. Знаеш, кај нас после 10 години доаѓа сега, ова беше више од, мислам, одамна си постои у Америките, ама кај нас све касни и затоа, сега го правиме како подкаст. Ми се допаѓа генерално инаку да се вратам овакво студиото. Студиото. Мене ми рекоа, стави нешто и јас ставив книги од Ѓорѓе Балашевиќ што читав, од Луиза Хејс и ставив мандарините тука да ни шараат маце. И фамозните мандарини, да, и мислам дека ми е окей студио сега за сега. За сега одлично. Значи ти супер се осеќаш, така? Добро се осеќам. Тоа ме радува. Особено во студиото на Бомбакис. Ајде да почнеме да те прашаме кој си, што си, зашо си, од каде си, што е идејата со све ова што се дешава. Ајде кој е Никола Николовски, раскажи ни од детство до да се представам. Немам прилика до сега вака, особено не пред камера, и многу е тешко да се одбере од каде да се започне. А ме вака генерални црти од почетокот. Од почетокот? Од раѓање. Ајде ќе почнам од основно училиште. Учев во Љубен Лапе во аеродром. Значи спроти моето училиште, од другата страна. Од другата страна. И според некој срцето на аеродром. Мислиш генерално на Љубен Лапе, мислиш? Срцето на аеродром или општо? Во тој кварт, како да кажам. Да. Одлични спомени од тоа време. Цел живот. Јас започнав емисијата со аеродром, со чашки што ги имам и со се тоа. Така што цел живот сум аеродромец. Да претпоставам си и на МЗТ на трибини, уште од мал. Ќе стигнеме до тоа и ќе ти раскажам прв надпревар, ама вака генерално за мене, генерално мирен бев како дете. Од секогаш сум бил бунтовник за некои работи кои што не ми се допаѓаат. Па така практично и целата идеја на профилот што го имам, нели Боемот и веб страница и се поврзано со мојот условно кажано активизам. Значи се уште од најмали нозе, знаеш. Нешто нема ми се допадне, не знам, пример, второ, трето оделение, треба да одиме некаде со професорката, нема, како беше точно наставничко ствари. Да, наставничка. Да. И нема да ме земе мене и уште тогаш, например, бунтовник, не знам, сум бил од најмали нозе, па затоа
знаеш, во животот се надоврзува едно на друго, не е ништо Точно. случајно или спонтано, се случува со некоја причина практично. И мислам генерално за основно што да кажам, одлични спомени. Значи Средно ако не си сакал нешто, нема да го направиш, така, не по секоја цена. Да, скроз мислам, затоа сум имал некои конфликти, да кажам, со дали со соученици, дали со наставнички, дали со некој друг. Меѓутоа, генерално, знаеш, у тоа време, сега деца сме биле, што сме разбирале, може да не сум бил управомоци тврдоглаво да сум. Тврдоглаво да сум одел, меѓутоа, нема врска. Поминало добро. Да, сега треба да се представам, многу тешко прашање ми постави, знаеш, нешто друго ќе кажеш. Да, вака не знаеш каде да почнеш, да. Средно. Што да кажам, се средно учев во надоврзи. Васил Антевски Дрен, познато како Борис Кидрич. Каков беше, извини што те прекинувам, ова ми е така некоја мана. И луѓе ми коментира дека не треба да ги прекинувам, а за да не ми избега мислата каков ученик беше Никола. Па генерално многу учев да ти кажам. Бубалица? Па еве на очарче носим спред некои сум, тој ги викаат Америка нерд. Па да, ама не малерски. Не, учев бајаги искрено. Ама секогаш сум си балансирал и со социјален живот и се тоа. Нормално. Во основно е, на пример, физика, хемија воопшто не ми одеа, биологија уште помалку, па затоа отидов во средно економско. И средно со сите петки бев, мислам и основно и средно, генерално сум си учел. Значи секако што треба. Да, таков ученик бев. После кај те одведе патот? За факултет ако прашуваш, економски факултет, практично се уште јас сум студент. А дали Имам уште 5 испити, треба ги полагам за неколку месеци. Добро, ќе биде се полека, се брза. Тоа ми е во втор, додуша не во втор, во трет, четврт план ми е факултетот. Дали мислиш дека ако завршиш факултет, нешто ќе направиш од држава, дека ќе успееш? Знаеш како факултетот според мене не е некој мерило за успех. Од факултетот има други позитивни страни, како на пример новите познанства, дружење, запознавање луѓе од цела Македонија, собир на дијалекти на едно место, на пример. Во мојата група на факултет сме бил, нели, од Скопје, од Тетово, од Куманово, Охрид, Вевчани, од сите градови, од Македонија, села. да. И многу интересно искуство, особено јас дека сум на државен факултет. Државниот факултет во Македонија ти е подготовка за понатамошниот живот, да видиш што се случува. Знаеш, оние мемиња што има и за врканци и дечко ти фали една уплатница. Да, реално. Тоа е создадено со причина, бидејќи се тоа се случува кога одиш да завршиш некоја работа. Еве, на пример, последно што имав случка, сум заборавил да пријавам предмети најнов и носам некои уплатници и буквално ти фали уште една. Сум уплатил 100 денари помалку, саатот е 1:45. Они затвараат и нема више. Да, и вика ништо, дојди утре и сега се случуваш со некои пречки, не знам, ете според мене, на пример, се тоа може да биде онлайн, да биде многу полесно, на пример, дури ти да заборавиш да запишеш семестар, тоа да можеш да направиш онлайн. Меѓутоа, ние на Европа и припаѓаме само географски, па затоа кај нас онлайн поише и некоја апстрактна именка. Касниме со свеми. Да, и тоа дечко ти фали една уплатница, практично ти е подготовка, како што кажав, за понатамошен живот, да знаеш дека нигде не тече мед и млеко, меѓутоа факултетот, значи не е некој мерило за успех, ама е добро школо за останати работи. Од аспект на социјален живот, од некои најосновни работи за да, инаку не, и можеш да научиш некои работи, тоа нема збор. Меѓутоа генерално е позитивно искуство и доколку бирам одново, многу би се запишал на факултет, само што ете, мене не ми е во прв план факултетот, имам и причина зашто не ми е во прв план. Си имаш други планови, нормално. Да, ама генерално, како што кажав, да можам ново да бирам, пак би се запишал на економски факултет, да. Не, дека вика, знаеш, постариве викаат, учи сине за да имаш факултет, за да не те сметаат као за... Да, тоа е некој менталитет што Југославија го има вградено во коренот на нашите родители, што сметаат дека за да бидеш успешен треба факултет по секоја цена. Еве сега нема никој да именувам, меѓутоа јас имам кај мене на факултет, или нема врска ајде, не кај мене на факултет општо. Завршуваат факултет и решаваат да работат некоја работа не поврзана со факултет.
Точно. Па што не е ниту некоја многу добро платена. Меѓутоа од дома битно викаат, еј, бар имаш факултет црно на бело хартија, знаеш, кјути бар пријавен си, кјути да има и како беше полош. она? Да, Кјути има или и на полош. ведната глава слабија не сече. Да, има многу такви изреки, тоа ме чуди. Ама добро, тоа што викаш останало со нашиот, мислам, на нашите менталитетот. Да, мислам дека не знам, ето генерално родителите на нашата генерација домата им кажеш дека заработуваш 3000 евра, еве, однака да кажам, или да им речеш дека имаш диплома од факултет и заработуваш 500 евра, ако Да, е боле ќе подобра биде диплома, тоа. сигурно си, сигурно. Јас имам ете конкретен пример со еден мој другар кој што ете ќе го поздравам во прилика, држи вода што го држи профилот и ти го Поздрав знаеш. да држи вода. Да, мислам дека тој исто нема завршен факултет и знам дека има приватен бизнис, онака профилот го не да следите, може да заследите. Човекот е баш онака предприемач, работи за странски пазар и слично. И супер му иде, без факултет. Да, нема факултет завршено, има многу инспиративна приказна, меѓутоа он кога ќе дојде, ќе те каже на ова жешко столче тука. Може. Ако го поганиш, да, тоа е добра Не е сугестија, да проблем. знаеш. И баш со него го имам дискутирано ова, он го имал дома истиот проблем. И му објаснил го дека може да успее без факултет. И им направил компарација на неговите, дали Сватиле на крај. дали им се допаѓа тоа што ете сега солидно заработува а нема факултетска диплома и му било многу тешко, се соочува со многу голем бариери бидејќи нема факултет. Неговите уште дома му барале да ја има дипломата црна на бело. Ма добро, тоа е исто и кај мене, исто уште Да, и ден денес се дешава, ја немам факултет завршено. Али ете, добро е, све окей иде, само ти викаат од дома, бе, диплома, знаеш. И реално ќе го направам тоа за моите да бидат среќни, свеж да ги Планираш да завршиш тарасам. факултет? Па планирам да ти кажам. Ова ми е утеха, шете. Пошто ми остана и мене уште 5 испити, така да Да. планирам да завршам, да. Пошто нели да имаш дипломата. Црно на бело, да Црно можеш на бело, во да. државна се вработиш. Реално, да. И Што да не си рамковен работник, па да да те седам прифатат дома, да. полесно да седиш дома и да И да заработиш. земам пари, да. Меѓутоа ова не е политички подкаст, па затоа ќе ги Точно. затвориме тие теми, ете со време. Кажи ми, ајде сега, као дојде до идејата Чекај Боемо. само малку. Не ти раскажав за нелиот аеродром, па Добро, да. за окей, МЗТ, извини, за да, таа све, цела гледаш. приказна ми го постави прашањето, ама ја поминавме темата. Ти дали нели на прашањето дали одам уште од најмали нозе. Прв напревар ми беше пето оделение. Претходно барав да одам, ама не ме пуштаа дома, многу си мал второ, трето оделение, нема шанси. Други времења беа И тие, да, во пето оделение прв пат ме пушти, значи памтам 10 февруари, ако не се лажам, Со беше другари? датумот. Бев со еден другар и со татковците, ама 2 реда над нас. Што е сами, татко ми одгоре ме гледа. МЗТ Фени Индустри беше надпреварот. Прв надпревар, искуство фантастично, башка по 3 дена после тоа игравме со работнички и тие два надпревари ги заредив, значи од пето оделение редовно дам немзата, баш ми фотографии во лименката, архивот. во старата во сала на старата Снански, сала. да. Каде што имам одлични искуства и МЗТ генерално како кошаркарски клуб, мислам дека е вграден онака во секој аеродромец. Генетски код на секој аеродромец е кошаркарски клуб МЗТ Скопје. Одлично искуство, до ден денес можам да кажам моја слаба страна. Реално. Буквално не пропуштам надпревар на МЗТ. Не знам кој беше некој српски фудбалер кој што вика поголема е веројатноста да ја пропуштам сопствената свадба отколку надпревар на мојот омилен клуб. Сега не знам, до толку не сум можеби радикален, меѓутоа навистина не пропуштам надпревар на МЗТ, најавам до ден денес. И мислам дека генерално без разлика од кај да се дојде, од кој дел на Македонија, дали на пример од аеродроми најаваш за МЗТ, дали на пример од Кавадарци најаваш за Фени или ново како и да се вика клубот, или не знам, од Треба да си го Огрид сакаш најаваш клубот. за својот клуб. Точно. Ми се допаѓа поентата на локал патриотизмот, на поддржување на нешто што е од твојата населба, твојата општина, твојот град, па затоа и најавам ми за клубот МЗТ бидејќи сум од аеродром. Бидејќи без локален патриотизам не може да има патриотизам на ниво на целата држава. Затоа Точно. многу ми се допаѓа тој концепт на локал патриотизам и дефинитивно ќе продолжам да го поддржувам. Добро, а кажи ми, дали мислиш дека аеродром е малце посебно место од сите други населби на... Знаеш, секој за својата На планета. општина, секој за својата општина ќе си рече дека е посебна, меѓутоа
имаше една парола од Family Аеродром пред 10 на 15 години, Алиса нема појма од чуда, никогаш не била во аеродром. Реално. Па и тоа е напишано со причина. Дефинитивно да. Јас сметам дека има некој посебен жар, буквално кога ќе се помине железничка, кога ќе влезеш со кола во аеродром и од десна страна кога ќе видиш аеродром го сака МЗТ Скопје. Друг е воздухот. Буквално до крајот на населбата се чувствува и многуте плаво-бели графити што ги има, се чувствува некој жар кој што мислам дека еве одново некако по 7 години се крева. Тоа ми се допаѓа што има нови генерации што го одржуваат тој локален дух и за мене е посебна, меѓутоа тоа е субјективно прашање. Ама и така треба и да остане. Да, не само во аеродром што кажеш, него сегде сите да си навиваме за нашите. Условно кажано, од Карпош не се ривали на друга страна на град, меѓутоа јас имам некој добро мислење што во секој случај си навиваат за локален клуб. Ја може и повеќе би поддржал некој така што се навива за локален клуб, отколку некој што се, како ви наречам, прелетачи. Навивале еден дел од животот за МЗТ, па за работнички, па за некој трет клуб. А поштуваш ли некој, на пример, игра наш клуб било кој со некој српски клуб и да навива против нашиот клуб, не од. Во најмала рака мислам дека во такви надпревари треба да си неутрален пред да поддржаш некој српски. Реално. Во најмала рака да бидеш неутрален. Неутрален. На пример, сега пред некое време имаше Пелистер, играше ракомет со некои, не знам, од Србија и јас најавав за Пелистер, искрено има македонски играчи, македонски ракометен клуб. Македонски клуб е нормално. Да, не дека сега со некој најавач на Пелистер, нормално, да, 10 Битола, да, може би некои ривали ни се, ако кажеш Скопје Битола, меѓутоа попрво би најавал за Пелистер, бидејќи македонски клуб. Него за Црвена звезда или Партизан. Звезда или Партизан, да. Тачно, јас се слугам. Да, мене навистина што и да случи, мислам попрво би поддржал македонски клуб, па потоа српски, бугарски или каков и да е. Да, добро, бугарски мод се не би поддржал, ама не баварски. Субјективно. Да не навлагаме, да, тие. Кажи ми, добро, после се ова што ти си има, мислам, што си поминал детството, доаѓа нели еден одреден момент као Боемо. Боемо беше цела прича за Боемо, многу ме интересира како почна, кога почна, зашо почна. Како што ти кажам, значи од најмали нозе сум бил бунтовен. И додека бев средно, многу имав желба да искажувам моје мислење за политички теми. И конкретно најинтересно беше кога бев втора, трета година средно и си водев дома тетрадки, си запишав што се случило на политичката сцена тој ден. И на пример пишав, не знам, 2 март 2015 година, денеска се случи во Турција Ердоган направи тоа и тоа. Во Британија имаше избори, Најджел Фараш освои толку и толку. Не знам, пример, сум си запишал и од македонски, од светска политика што се случи тој ден. Интересирало. Некои мемуари, како да кажам, што и како се случи на политичка сцена и си правев своји анализи, значи втора средно детиште што се вика. Што и како се случило, ден денес ги чувам тетрадките, можеби во некоја прилика би ги објавил. И така на пример и си запишував во тетрадки. Ај викам денеска ќе сучам историја, на пример Иранска револуција 1979 година, викам денеска ајде ќе истражувам за тоа и запишувам Иранска револуција. И значи втора трета година почнав да си водам некои такви тетрадки што секој ден си запишував мои политички ставови. И тогаш учев политичка оска, нели дводимензионална левица, десница. Уште тогаш ме интересираше политика и некои општествени теми, можам да кажам. И започнав да одам во МОФ, Младински образовен форум, на дебата. Кога бев втора средно, почнав да одам на дебата и таму ете со некои дечки кои што исто се интересираат некои теми општествени, делевме, имавме дебати како што се викаше и самата секција, а отпосле продолжив да одам на некои секции како учиме право и слично. Сега, иако во МОФ повеќе се форсираат некои левичарски мислења и слично, јас гледам како одлично искуство, бидејќи сум можел да споделам некои искуства со нив и да научам некои работи од таму. Сега имало и некои негативни страни, меѓутоа генерално го гледам како некои добри и позитивни искуства од минатото. И таму почнав со некои политички ангажмани, можам да кажам, од најмали нозе, а една година потоа ми започна и проектите Еразмус, каде што почнав да одам. Тоа исто беше интересно, меѓутоа, знаеш, таму цело време се форсираше некои либерални ставови,
со сила наметнато сите да се сакаме и слично, кои што вака на зборови звучат одлично, а во пракса него, знаеш дека не мислам тоа. Да. Конкретно еве ќе споделам една случка кога бев на Еразмус проект во Полска. Имаше, тогаш беше актуелни избори Америка, Доналд Трамп, Хилари Клинтон и сега имаше го некој вежба или како и да се викаше тоа работилница, ете така да ја наречеме, Да. и дали се согласувате со некоја мисла. И имаше цитат од Доналд Трамп за градењето на зидот. Да не одам во детали, мене ми се допаѓаше концептот на зид, каде што Доналд Трамп беше против илегални мигранти и јас бев единствен од 40 членови таму кој што го поддржа Доналд Трамп. И сега на тој Еразмус проект буквално настана дискусија како можеш ти да го поддржиш Доналд Трамп. А Значи, сите јас викам, као не треба. Ако генерално веќе се залагате за некоја слобода на говор, тогаш нека ви се Остекам, допадне да. без разлика од која страна доаѓа. Точно. Иначе да тогаш го поддржав многу Доналд Трамп од 2016-та, памтам тогаш имав и први некои така несогласувања и во класот во средно кај што учев, како јас сум поддржал некој иредентист, некој радикал, некој што ги мразел жените и слично, меѓутоа се тоа беа дезинформации. Меѓутоа ете од секогаш сум одбирал нешто што не било интересно за мејнстрим, се што било против мејнстримот. Да, реално. И генерално да се вратаме така што започнав први некои политички ангажмани имав со одење на дебатна секција, па после дебатна секција одев и во средното кај што учев, па отпосле и некои невладини организации и така некако започнав со мој активизам. Сега зошто ти го спомнав ова пред боемот, се тоа што го слушав таму беше наметнување некои либерални движења кои што мене не ми се допадна. И знам многу се форсираше феминизам, она third wave што вика, значи некој радикален феминизам, многу се форсираше LGBT, се форсираше премногу, дури нереално многу се форсираше, што ти нема се нешто да имаш спротивно од нив, тебе ти се лутат. И нема врска, затоа велам ајде да отворам свој Инстаграм профил. Кај што можеш да се изразуваш. Кај што можам слободно да си го кажам мислењето. Мада и тука не е слободно. Да, тоа ќе кажам сега тука. колку е слободно баш со социјалните мрежи не знам, меѓутоа голем дел од слободите можеш да ги кажеш. И така практично започнав со боемот, профилот го направив кога бев четврта средно, Тоа е додека пред- бев на Еразмус проект во Романија, значи во Романија го направив профилот на вечер во 3 Сабајла 4. Тоа е пред Тоа е пред колку години? 5,5-6 години, не знам Значи колку има. 5,5-6 години скоро постои боемот. Да. И интересно беше што тогаш ете под псевдоним не знае многу луѓе кој сум. Сега најпрво како А го зашо името името, Боемот, да, тоа ме интересира. Го читав книги тоа дека бев средно, Аха. затоа најголемо влијание има мајка ми, која што професорка, меѓутоа ајде да не одам понатаму. Поздрав до Да, жената. поздрав до неа, која што ти има прочитано и твојата книга што е Да, тука. знам и ми има искоментирано, мислам дека и се допадна. Таа има најголемо влијание во тоа што многу читав книги додека бев средно и читав една книга од Петар Андреевски посмртно издадена која што се викаше Бежанци и во неја има една глава Скопска боемија. И некако знаеш, многу беше интересно напишана таа глава Скопска боемија, Петар Андреевски раскажа некои случаи од скопскиот асфалт во текот на претходниот век за неговиот боемски живот, дека практично дека по кафаните тој ги напишал неговите најпознати дела и слично и баш тоа ме инспирираше да го ставам името Боемот. Значи, не е нешто друго, туку таа книга од Петар Андреевски. И почнав да пишувам ете под псевдоним, но знаеш ќе кажеш еден другар на втор, на трет, па Да, се шири одма како вирус. се шири како корона, да. Одма се прошири кој сум, што сум, како сум. Добра, ама па не те знаеа баш сите, него може да те знаеле 100-200 души. Рецимо. Премногу се ширеше, да, што на почетокот се нервирав кога дознаваат луѓе, меѓутоа после викам, знаеш, што е тука, нема сега да се нервирам. Јас никогаш не сум бил целосно анонимен, туку не сум се експонирал. И така започна да приказнам со Боемот, до душа тука имаше влијание и тоа што тогаш актуелни беа, не знам, Мина многу фина, некои такви, и мене не ми се допаѓаше тогаш што пишуваат тие. До душа сега јас пред 5-6 години поразлично сум размислувал на некои теми. Може би сум бил порадикален, може и помалку. И така започнам, викам, штом сите овие може да пишуваат, може ми јас да напишам нешто свое. Па баш ке да ги опфатам темите што се актуелни нели за студенти. Ама со свој став. Да, да си Не пишам. оној либерални што викаш, Па некогаш може и да е либерален, сега Да, меѓутоа ама во 90% од случаите не е. што не ги Нешто наметнуваат настран- работите. Да. Глеј, ајде. Така започнав ете да пишувам и многу беше изненадувачки што
Уште од сам старт, кога ќе напишеш нешто што не им се допаѓа некој, на Хейт. преголем Омраз. engagement ги имаше, како да кажам, значи премногу имаше коментари, дали позитивни, дали негативни, на профилот имаше уште помалку од 1000 луѓе што следат, одма почна премногу коментари и на некои теми многу и поддршка, понекогаш хейт коментари, меѓутоа генерално добро одеше профилот уште од самиот старт и така започнав само на Инстаграм, со тек на време нели на Фејсбук, па и веб страна направив и само се зголемуваше мојот профил. И мислам дека со тек на време така доживеа некоја експанзија, некои теми што мислам дека сум се разликувал од оние кои што биле некои по, така да кажам, мејнстрим, па да го искористам тој збор, или што биле од пошироката јавност прифатени, нешто различно сум почнал да пишам и затоа најде на голем интерес, што е многу драго и ето до ден денес се уште си го водам профилот. А добро, тешко ли беше на почетокот, се справуваше ли со некои, не знам, лоши коментари, со негативни, со хейтови, со имаше ли некои такви работи? Хейт коментари има цело време и ќе има во иднина сигурно. Меѓутоа на почетокот ме допира, сега веќе не. Нормално, се навикнуваш. Да, со тек на време се навикнуваш и оттрпнуваш, како да ти кажам. На почетокот кога сум добил некој хейт коментар кој ќе објавиле Паѓаш у кој депресија. па не дека паѓам во депресија, ама многу ме погодувало. Со тек на време веќе не ги ни регистрирам. Ма тоа е нормално, која професија да работиш на почетокот ти е чудно, пример, не знам, да работиш во фабрика, прв ден ќе ти биде чудно на работа. Така и ова, не знам, го гледам низ некоја призма што веќе се учиш, се навикнуваш. И генерално почнаш да справуваш со тоа без разлика што и како да правиш. Мислам дека многу е важно да бидеш психички стабилен во некоја јавна функција каква и да е сега. Дефинитивно. Тоа мислам дека е на прво место, а јас со тоа искрено сум немал проблеми, па затоа и не ме ни топирале некои хейт коментари. За мене мислам до ден денес можеш да слушнеш понекогаш дека ми ставаат етикети ваков, таков, тој го плаќа, овој го плаќа, тој му купи кола. Меѓутоа А кој нема да кој те плаќа сега? Дај да кажеме тука е ексклузивно, кој те плаќа? па ме плаќаат од дома може. Од дома, да. Шал. Не, знам дека сам си работиш, така да сам си се плаќаш. Сега да кажеме секогаш ќе има такви коментари. Нормално Меѓутоа- луѓе се мора да си прозборат. Знаеш како да им тема на муавет. Точно, да им Ако само немаат што да зборат меѓу себе, да им тема на муавет. повод, па- да им они сами нека ќе разговарат. си, да. Да. А добро, кажи ми, нели еднаш ти го бутна профилот, зашо беше тоа, што се случи тоаш? Тоа беше една деликатна ситуација, еве, да кажам. Имаше нешто, да не ја кажам конкретната случка, тоа моите пријатели го знаат, меѓутоа мислам дека се уште не е за поширока јавност. На репорти имаше? На Конкретно пост мислам или? дека беше проблемот со феминистки. Аха. Јас имав напишано моје мислење околу феминизмот како движење, мислејќи нели на оној радикалниот феминизам. Генерално беше некоја споредба на тоа дека во денешно време без разлика на полот можеш да имаш подеднакви можности. Не сметам дека има некои бариери доколку си девојче во најголем дел од случаите во Македонија или во Западна Европа. Да, точно, можеби има некои проблеми, пречки и слично во Близок Исток, мислам, тоа е факт. Например, ете во Турција, во некои други, во источниот дел на Турција, во некои други држави, тоа многу е потешко да бидеш жена. Меѓутоа, сега во Западна Европа да бидеш жена дека е тешко, тоа е мит. Да. Во Франција, например, феминистките нели едно-две протестираа таму и затоа и кога и во 100% од случаите тоа нема никаква логика ниту аргументираност. Така што првиот пат кога ми обутнаа профилот беше заради некоја кавга со феминистки и мислам дека масовно ме репортнуваа по невладени организации, Да, ја ќе се знам. а на социјалните мрежи некако ти диригираат што и како да пишуваш. Затоа понекогаш пишувам и со доза на резерва од кога ми го бутна 2 пати профилот. Не еднаш, значи 2 пати некој ми го бутнаа профилот, ама еднаш си го вратив, а вториот пат не успеав, па затоа почнав од нула. Да, треба да си ги прочиташ правилата таму да знаеш што. Да, знам. А и мене ми викаат некад дека сум шовинист, дека сум националист и такви ствари. А ја уствари ќе пишам се неколку поста за жениве се окей, пошто јас си поштувам Тогаш жени никаде нормално. ги нема да Ги кажат. нема тогаш никаде, а ќе пишам нешто на шала на смеј и они тука одма зашо вака, зашо така. Викам не разбирам, стварно не разбирам, ама ете, им даш повод, они се зборат, така да на тоа и ќе остане.
И кажи ми после кога се врати. Сега гледај, прв пат ми го бутнаа профилот, а му успеав да го вратам. Кога е подпишан само боемот. Успеав да го вратам тогаш, меѓутоа по 3-4 месеци пак ми го бутнаа. Повтор пат. Да, тоа мислам дека има сега и друга приказна и позадина, подлабока позадина, може би и политичка. Политичка? Да не преудицирам сега кој што како направил, дека им служи на чест. Само што, ете, тоа што ми го бутна ми даде дополнителна волја за работа и дополнителна волја за да пишувам она што го мислам, па не само на Инстаграм, затоа кога ми го отворија ново, направи Facebook профил и не само тоа направи и веб страна, за текстовите да ги имаме таму како бекап опција. Да, реално да. И можам само да кажам дека колку и да ме буткаат, мислам колку и да буткаат некој профил, ако имаш енергија да се справиш со тоа, може само да ти биде дополнителна мотивација одново да се кренеш. Добро. Точно во моментот се ти ќе се изнервираш, меѓутоа со тек на време сваќаш дека тоа е само доказ дека тоа ти што го работиш на некому му представува трн во око. И ете сега, днеска не зборувам на таа тема, меѓутоа тоа ќе споменам и што ме приведоа во месец ноември пред некој месец. Многу мина мисле дека откако бев во станица, откако до ден денес инаку ми одзема и телефон и лаптоп. Не ти ги вратија? Ништо не ми вратија, а нема ни јабер да ми ги вратат. Па да, имаше телефон добар да им кажеме да го искористиме телефонот, што они си го користат таму за нив. Не сакам ништо да коментирам, нека им служи на чест. Единствено што може да најдат во пораки е продажба на производот алоe вера или нешто слично. Може ќе ти го земат бизнисот. Може ако им се јават на телефон да нарачат кај нив некој производ или некоја услуга или да ги побарат за реклама кај боемот можат. Меѓутоа, ети, тогаш многу ми намисля ќе се сега го открија кој па ќе се откаже. Нема врска, мене тоа ми на крајот само ми излезе како добра реклама. На страна што поминав низ голем стрес. До ден денес имам трауми, мислам. Кога станува збор за таа случка, сега само кажам дека без разлика што се случи, веќе на се сум спремен. Буквално ништо не може да ме спречи да кажам тоа што го мислам. Тоа што не може да те убие те прави посилен. Да, тоа го напишав следен денот како ми опсија, тоа ми беше како наслов на. Да, реално. Ама добро, ти мислам дека кога зборевме доста време збореше дека сакаш да направиш face reveal, да се покажеш со фац. Како од соништата, да, како на филмовите беше. Да, и еве во оваа пригода можам и јавно да се заблагодарам што тој ден изгледа направ другар на прво место, после се друго. Кај што застана во моја поддршка, ете, вака јавно ти се заблагодарувам. За добри луѓе увек сме тука за поддршка, да тоа е да се поддржуваме. Многу е добро тоа да се поддржуваме, сите него да си забиваме нож у грб, нели? Да, мислам сега ептен беше поделикатна целата ситуација каде што филмско опсење имав и мислам приведување. Ма гледале малце ова на вакво полицијава наша, гледале серииве, Наркос, ги гледале картелије, као ги апсат дија и... Ама, добра е да не коментираме таа случка, беше што беше, да, што било... на крајот само ми дојде како реклама и добра мотивација за работа, дека тоа што го пишувам на некого му е трн во око, а тоа е само доказ дека сум на вистинската страна. Добро, а ти текно ли ја и ти како се запознавме? Прв пат откриеме таа случка за пошироката јавност. Па да, и прв пат и дали ти текно ја кога ти пишав што дали можеш да ме споделиш и ти што ми кажеш. И што ме малтретираше да направам. Ајде се сега откриеме, само што гледачите на ова не знаат дека си бил ти политички активен. Политички активен? Политички патриотски активен. Одамна бе, да. Дека имаш патриотски ангажмани, не политички конкретно, него патриотски ангажмани. Мислам дека знаат повеќето појма немам да ти кажам. Ама ја можам да им кажам сега дека сум бил член на партија. Сега неќам ни да гледам партијата, пошто не ми е баш окей, зашто видов се што се деша, ама тоа беше многу одамна. Пред 10 години. Па пред 10 години нешто така беше и беа многу гадни работи се правеа внатре и затоа си излегов и викам да, тркалајте се себе. Меѓутоа, добро, кога се запознавме, веќе ти не беше политички активен, него беше увек само за Македонија. Да. Ако видов дека не е само за Македонија, свес дека се прави само за пари, тоа се откажал, да. Да откриеме, значи како се запознавме. Па да, може, затоа и те прашав. Да, не, јас тебе вака ако појава те знаев од Бомбакис од Green Ghetto. Бомба од Green Ghetto, ствари, бомба од Green Ghetto, да. Да. Како мислам
аеродромска плаца, како да кажам. Човече. Да, и прв пат беше кога значи се запознавме јас и ти дента на референдумот. Кога беше 2018, мислам дека беше референдумот, 30 септември. Па така, да. 30 септември 2018 дента на референдумот, јас и ти излеговме заедно на протест да прославиме што народот го бойкотираше референдумот и не се смени уставното име на Република Македонија. Потенцирам Република Македонија. Уште Република Македонија, за нас ќе биде. И сега тогаш заедно се најдовме, твој другар возеше. Случајно не ни се мислам, не аеродром, знаев ни и ја. заедно и ние на кај протест, и ја и другар, и ти другар, и заедно 4 или 5 луѓе во Кола, една да. кола и заедно отидовме на кај собрание да прославиме тоа што не Ама се за жал промени бевме уставното. 5-6 име. души таму. Таму преку сила дали бевме 100 души. 2-300 луѓе, Да. од меѓу кои што беше и човекот што сега е лидер на политичка партија Димитар Апасиев. Да, и се И слика. првата слика што имаме јас и ти Е со е него. јас, ти и Апасиев. Да, не знам дали ќе ја најдам, ако ја најдам ќе им го пуштам тука, ама не знам Да, дали јас ја не имам знам во дали ја архива. имам. Меѓутоа тоа беше прва слика што имаме ние заедно во 2018. Душе јас тогаш имав многу позитивно мислење за Димитар Апасиев. И јас исто. Тогаш мислев дека е некоја нова појава на сцената. Дека викам ајде ќе тргне Ќе нешто. трне држава. работата со човеков, многу добар оратор, мислам, до ден денес е добар оратор. Меѓутоа сега ден денес не дека го мразам, меѓутоа не сум негов поддржувач. Мене најпрво идеолошки сум различен од него, он е левичарски, Левицата, ти си десно со настроен. левичарски ставови, јас целосно десничарски и некои други фактори се случија. Реално очекував многу повеќе од него и од политичка партија Левица, до душа тој не ме разочара толку, тој се добар индивидуалец, меѓутоа генерално политичка партија Левица немам некој многу позитивно мислење за таа партија, како што немам и за другите. Да, нормално. Да, мислам сите политички партии во Македонија моментално Смрдат. сум разочаран, сите буквално од сите партии, од сите самопрогласени, Сите политичари од све. да, ајде да не ги коментираме, рековме нема за да ги политика да оставиме зборуваме, на да. страна. Меѓутоа јас и ти се запознавме на протест. Да, ама ја тогаш не знаев кој си ти, не знаев ни Па што не ни правиш, бев ни толку многу зашо. активен, а ти па не беше, Не ти па бев, воопшто немаше уопште, брат, уопшто не ти бев, не беше да. ни започнал Јас со си тоа. бев бомба и си терав моја Да, работа. и У живот. да, ти тогаш и друго мислам дека работеше Скроз. на страна од Скроз различно. инфлуенсерство. Да, си. Да, и нема врска. Јас и ти прв контакт имавме, ти го направи твојот профил. Да. И ми напиша може ли реклама. Е сега ја викам, ајде да направиш картон. Не, да, нешто да, мој и стил. картонот беше, мислам дека ти пишав како идеја, сега ти си ја направи во твој стил. Учи синеце кога ќе завршиш факултет да бидеш поем, а не пијаница. Тачно. Тој беше картонот и јас практично ти измалтретирав да За отидеш да до отидам на Боемска Боемска, и да. да се сликнеш со картониве. Учи сине да бидеш боем, а не пијаница. Е, па гледаш се Така враќаме прв дека пат, прв пат се си допишувавме и отпосле знам излеговме аеродромски, испивме пиво по паркот Јане, кој текнува таа случка. да, ми И така текно прв и пат така се почна запознавме. целата прича после. Да, И нашето другарство да, до и ден памтам да денес. изазвоне телефон со капишо на Туса. Да, со Е, Туса. викам, мене омилена песна, ја тогаш само што бев во Костарика, јас тогаш многу ми се допаѓа некои такви шпански песни, ти Реално. исто, Туса омилена песна, тоа мислам, онака ми текна секој детал. На страна, што се Да, најдовме гледаш за... дека не ми За текна на МЗД тој што се најдовме, детал, што се за најдовме све. на некои општествени теми, ептен разочарани од политички партии, со исти Точно. стави малски и па дури онака и некои идеи за предприемништво, можам да кажам, уште тоаш Уште од тогаш, да. разменувавме да Само не ти го заборам тоа што ме измалтретира да одам до Боемска, ама еве, добра, ајде, ќе ти простам, е. па еве Реци. сега да речеме да дадам емисија па и да не идам да видам. Добро, веќе кога сме на таа тема, кажи ми, се осеќаш ли као инфлуенсер сега? Дали заработуваш од Инстаграм? Дали што мислиш за инфлуенсерите? Знаеш како терминот инфлуенсер е уништен како термин мултилевел маркетинг. Значи сите ги слушнале по лошо, па заради тоа не сакаат да се декларираат под истото. Реално, да. Генерално им не знам, не сакам да се нарекувам себе си инфлуенсер, ќе бидам ета скромен. Иако факт е дека имам влијание на некои општествени теми. Мислам се тоа може да утре со Тоа те прави инфлуенсер. да, па Реално. се не можам да кажем инфлуенсер, ама дека има влијание, најчесто има.
Можам да кажам дека од Инстаграмот, конкретно профил Боемот, не го работам за да заработам некоја финансиска сума. Дали заработувам? Да. Заработувам од Боемот, меѓутоа некоја сума што е помалку од една просечна плата. Џепарацот за месечно ниво ми доаѓа таму. Колку 10.000 евра од профилот заработуваш? 3.000, 5.000? Од Боемот за реклами зборам. Не заработувам многу, јас не заработувам 5.000 евра кои заработуваат други. Јас заработувам скромно. Помалку од една просечна плата или максимум една просечна плата заработувам од Боемот, меѓутоа јас фала Богу си имам друга работа, си имам и втор бизнес. Така што Боемот ми е чисто колку да си ги кажам моите ставови што ги имам. Пошто не сакам да го гледам Боемот како бизнес. Веќе така знам дека нешто ќе се уништи, дека нешто ќе правам со сила. Си правам што ми доаѓа на ум, а понекогаш ако има некоја понуда за реклами, ако се најдам, тогаш ќе прифаќам. Меѓутоа, рекламите на Боемот ми се во втор план. Во прв план ми е да си ги изнесам моите ставови што ги имам. Тоа сав да те прашам, дали би рекламирал нешто по секоја цена? Никако, барем ти тоа го знаеш. Да, го знам, ама сама мебе да кажеш на јавноста, да, на моја а да споделаме на случка, ако седет му систем, па смеам ли? Можеш да, зависи, мислам, зависи, све можеш. Вака беше случката, кога не беа многу актуелни брзи кредити. Само да не споменуваме имиња, да. Да, никако. Знаат они луѓето, не се глупи, да. Многу ми се допадна постапка од тебе, што буквално седнавме и разговаравме на таа тема, практично дека, без разлика се брзи кредити, казина и стично, дека ти ако имаш влијание не би требало тоа да го правиш за поширока јавност. Иако, мислам, во моментот не знам сети што и како мислеше, меѓутоа знам дека откако го направивме моабетот, ти ја прекина со работката што имаш со брзите кредити, бидејќи на прво место реши да ставиш да биде твоето влијание и Бомбакис да биде на прво место, да не биде, а не парите. Точно. Кои што ги даваат за спонзорирана реклама, и затоа ја прекина со работката за брзи кредити. И буквално тоа што видов дека имаш своја јасно нека. Ја ти пишав, нели, си пишувавме. Ја тоа што пофалив и знам ми пишува мене, се одново ќе следам нешто, она. А глед, имаше тоаш муабет кај тебе. Мислам, зошто така си го направил, имаше многу добро разложение. Затоа не можам на пример цена о том што си направил. Да, имаше некој тежок период. Си го прифатил, да. И затоа прифатив, не дека ја, значи од сега моментално се што рекламирам затоа што ја верувам у тоа, сеќаш. Точно. Тогаш не верував, ама немав она излез, знаеш, мораше нешто да се. До душа ти мислам дека беше прв што воопшто почна да ги рекламираш кога беа уште на нивните почетоци, кога луѓето уште се нема искорено, нив и не знаеш што и како и зошто е. Па да. Откако после мислам дека дознаа веќе, ти мислам не само што се освести, туку и каже нема правам по секоја цена, што Не, фино лепо си се повлеков, викам не, стварно нема потреба и што те побарале за и сега стварно бирам што можам да рекламирам, дека бирам. Јас не знам, 70% од работите што ми пишуваат ги одбивам да ги рекламирам. Сега кога беше пред 3 дена ми пишува бесплатни дојави за надпревари. Тоа мене ми пишува цело време, тоа не ми се допаѓа. 1x2, free tips. Значи тоа не можам да го рекламирам. Едноставно се што го содржи зборчето бесплатно, од сам старт знам дека е превара. Бидејќи како велат, ако нешто што го добивате е без пари, тогаш вие сте производат. Да преведам од англиски, така што не верам многу. Тоа ти е добар картон да знаеш. Да. Тоа може да се. Да, тоа го има кажам некој универзитетски професор, сега го имам забравено. If something is for free, then you're the product. Тоа е во ствари мислата. Така што од сам старт ги одбивам таквите некои бесплатни дојави и слично. Не сакам да рекламирам ништо по секоја цена на мојот профил и мислам дека тој пример треба и другите да го земат, бидејќи ја го земав, така да на крајот од денот со профил од 20 до 30 од 50 од 100.000 следбеници имаш било кој да е, има некоја општествена одговорност. Точно. И носи одговорност за луѓето кои го следат. И сега нема смисла да изгубат пари или да ги задолжат пример, нешто само за ти да земеш пари. Ти треба да си пријател со тие што те следат,
Па затоа и не треба да се прифаќа ништо по секој. Точно, на крајот од денот ја гледам да имаш, например, чест, достоинство, образ, да имаш да се појавиш пред луѓе, да им кажеш, а не нешто да им кажеш и да држи водата, а не да те плюка. Знаеш како политичари, например, ќе ветува во кампања, ова ќе го направам, она ќе го направам. Топла вода ќе измислам. Да, ќе донесеме марсовци. И доаѓа. А на крај доаѓа кога треба да се реализира нешто, ама ние не сме надлежни. Тоа е окей, политика и свет и нормално политиката ќе функционира на начин каде што свесно или не во предизборна кампања ти ќе кажеш нешто што не е изводливо. Меѓутоа, од после да го кажеш нешто неизводливо, во немала рака извини се. Мислам, избегав малку темата, ама ако веќе нешто си спремен да направиш, немој од после кога ќе ти вика дека заради тебе сгрешил, викаш ама ја не знам. Имаш надлежност и тоа е. Едноставно не треба се ветуваат работи кои што не можеш да ги направиш. Не може да се остварат без разлика дали станува збор за политика или станува збор за инфлуенсерство или што и да е. Инаку да, политичарите многу ми се смешни, ќе викнат некој канцеларија, ќе направиме ова, толку инвестиции ќе обезбедиме. Не знам, ете и кој има да не именувам политичка партија, сега ќе направиме толку и толку автопати, ова, она, инфраструктурата ќе ја зголемиме, нема да има улица со дупка, автопатот ќе направиме, нема врска автопат Кича во Охрид, па тоа може по учебници историја да се учи. Толку долго се прави. Нуклеарна централа ќе направиа до сега некој. Може да опишува како археолошко наследство, може да опишува како реално, стварно да. Значи, не можам едноставно сам да си опишам како све се ветува во предизборна кампања, а на крај не било така, не сум ја напишал. Ја не можам да си верувам како луѓе им веруваат на тоа што го зборат пред кампања и такви ствари. Не можам да ги разберам. Додека има овци. Да, ќе има и волна. Не добро иде, у добра насока иде мовето зашто следната тема што сакав да збориме за Македонија и за патриотизмот. Да. Пошто ја кога си ја сакам државата, јас си ја сакам државата и кога ќе објавам нешто на мојот Инстаграм профил, со не знам со знаме, со те сакам Македонија, они ми викаат ти си националист, ти си ова, ти си ова, луѓе не сум, само си ја сакам едноставно државата. Мене кога ќе ми кажа дека сум националист, не го сваќам како навреда, туку како пофалба. Или не го гледам толку негативно. Се нема овде да зборам за терминологии. Меѓутоа мислам дека прво луѓе пред да ти коментираат нешто треба да знаат што значи истото. Или патриоту. Да. Многу е смешно како ти си исмеваш со државата што леп ти дава да јадеш. Истите тие македонци пример да живеат во Америка и пример ти давам, македонец ќе се изсели во Америка и на 4 јули ќе пише proud to be US citizen. Да. Ќе се сликне со америчко знаме, тоа е најнормално, тоа е се окей. Тоа е фри. Ќе отиде во или не мора да е Америка, ќе отиде во било каде во Германија и ќе се однесува, ќе пише колку многу си ја сака државата, ќе пише description на германски што 10 дена е таму. Што ни самиот не знае да ги разбере. Обично го става фејсбукот на германски, не знае да се одјави. Реално. Мислам во Америка патриотизмот е окей. Пример ја гледам серијава Homeland. Врв серија ја препорачувам на сите. И Homeland секоја епизода започнува со куќава, кај што куќата има америчко знаме. Кај што има нели тука тој амерички сон заеднички доручек ово, и кадар се покажуваат американското знаме. И сега пази, тоа е најнормално во Америка кога куќи да имаат американско знаме. А ние го оставиме не. А овде да видиш во нека куќа да има македонско знаме, види го овој патриотов. ВМРО-вец, патриот. Тоа сакав. Се лепи етикета која што е само покажување на почит кон државата. Или ќе биде македонци ќе отидат пример во Турција на одмор и се враќаат тука, во Турција шубава брација, сака државата сега да ставаат знаме. Да. Овде во Македонија кога комшијата ќе им извади знаме, кога комшијата ќе им ја пушти ја издази ѓурио, кога комшијата ќе направи некој патриотски чин, за нив е тој затуцан. ВМРО-вец. Да. Не, зашо? Знаат што значи терминот ВМРО-вец, не би го критикувал. А зашо? Толку разбира. Зашо одма ги лепат етикета, не разбирам. Дали ги разбираш ти луѓе, зашо лепат етикета ако ти си ја сакаш државата и ти си патриот, онди ти викаат ти си ВМРО-вец. Пази, јас сум ВМРО-вец, да, ама не сум ДПМН. Јас сум ВМРО, ама не сум секој македонец. Ама не ги разбира дека тоа е скроз различно.
Знаеш како, слушнале нешто, не дослушнале, Недослушнале. прочитале, не дочитале. Тачно. Затоа и секаде што е. Најпрво мислам дека една држава, ако сака да оди напред, мора да знае историја, да знае да почне да почитува историја, бидејќи народ што не се знае својата историја, многу лесно може да ја повтори. За да не се повторат некои негативни случаи од историјата, затоа треба да се знаеме историјата и да се ја почитуваме државата. Мене многу ми се допаѓа еден термин што го имаат американците, freedom isn't free. Слободата не е бесплатна. Односно твоите предци гинале за тоа парче земја и твоите предци гинале за моментално кафе што пиеш на слобода, некој за тоа е заслужен. Точно. Затоа сметам дека без разлика политички идеологии и слично, државата која што ти дава леп да јадеш, мора да ја почитуваш. Мора да си ја сакаш. Не зборам за владата, туку за државата, за татковината, Не, како останало нешто. као беше онаа паролата You can love your country without having to love your government. Тачно. Или I am ashamed I love my country, I'm ashamed of my government, да. Тоа е вистина, тоа е така и само добро, кај нас се малци испревртени работиве, све е испревртено. Да не одиме сега во детали, да не отвараме политички теми, затоа ќе има други емисии, подкасти, што и да е. Само сакам да кажам дека пред да се лепат некои етикети, пред да се зборува дека некој е задуцан, мислам дека прво сами треба да се погледнат во огледало да видат што промовираат. Точно. Многу ме нервира, например, сум идел на Еразмус проекти, кој што ти кажав. И се доаѓа, например, наред полјакот да се представи, иако пољаците многу си ја сакаат својата држава, тоа ме фасцинирало кога и да одам, кога и да се сретнам со некој човек од таму, и тој кажа дека е од Полска, дека е горд на својато. Не знам, доаѓа србинот, јас сум србин, доаѓа италијанецот, јас сум горчиш италијанец, доаѓа македонецот, I am a citizen of the world. Па сега, мислам дека мора да си има своја јас. Океј, ти биди граѓан на светот, ама најпрво биди си македонец, после биди граѓан на Сите светот. сме граѓани на светот. Меѓутоа, мислам дека премногу тие либерални движења што моментално се форсираат, мене не ми се допаѓаат. И мислам дека треба да се направи на јасна дистанца и да се знае дека патриотизмот мора да се почитува кога сака државата било кој да оди напред, а ако државата иде напред, така ќе оди и поединецот. Гледај, тие либерални движења што ги збориме од преска и мене не ми се допаѓаат. Не ми се допаѓаат, да, зашто си сфорсирани. Јас сум живеел у Романија година дена и сум бил на Еразмус, на EVS проекти, сум се сретнал со милиарда луѓе вакви, такви, онакви, ама ја не сум имал ништо против нив, они ќе си прават што сакаат да си прават, јас сакам да си правам што сакам да си правам, без они да ми го наметнуваат тоа. Знаеш што исто сум приметил еден парадокс. Например, прв ден кажува дека се граѓани на светот и тие се добрите, а ние кажуваме дека сме македонци, ние сме лошите или националистите. Што пак ќе кажам, национализмот не е ни лош термин, меѓутоа долго станува збор за здрав национализам. Нема врска. Да. И одиме на следното, поминуваат 7-8 дена, ти како македонец си добар другар со бугарин или со србин, они како граѓани на светот си спокарале со сите. И тоа е нека реална случка, која што само да кажува дека се е лицемерие. Да. Има еден прилог од вести до, не знам, пред 10-15 години, на баба оди зборува со министер, браво најдобри сте, зборува со друга политичка партија, браво најдобри сте. И се видат како тоа вика се за другиот, викаш да се најдобри, и како вика, лицемерие бе синко, лицемерие. Па да. Лицемерие синко, мислам дека таа парола ја опишува нашата држава. И сите тие што денеска се декларираат како либерали, како дека шират љубов или дека што и да е, дека се не знам горди што се ајде не ги спомнуваме тие движења. Да. Нешто што е надвор од она што според мене е Нешто што нормално, е како да кажам. новото нормално. За новото нормално, тие на крај денот најмногу шират омраза. Меѓутоа да не ги. Да, нема потреба. Ја ги поштувам, само нека ме поштуваат и они, тоест јас што го мислам, така да без да ми наметнуваат. Ако тие не ме почитуваат, мене нема потреба ние да ги почитувам нив. Да, па добро, тоа е твој став нормално. А кажи ми, само да те прашам, дали некогаш би се иселил од Македонија? За сега немам такви намери. Не знам што носи иднината. Ќе се мажам за Белгија. Немаш такви амбиции? Немам такви амбиции, со тоа што за да ја подарам моменталната состојба во државата,
сметам дека треба да се погрижам самиот јас. И мислам дека многу е неодговорно да се иселам од државата. Да Тоа е се барем мој бега. личен став. Мислам дека овде има простор за предприемништво бидејќи или слично бидејќи кај да отидеш во странство секогаш ќе бидеш странец. Сега точно има Точно. многу сигурно ова ќе го гледат многу луѓе кои веќе се иселиле, ја ги разбирам нив. Реално не си го наше своето место под сонцето што се вели тука, едноставно се соочиле со некои пречки и ги разбирам луѓето што се селат понекогаш финансиски, понекогаш и некои други причини. Ги разбирам што се селат, меѓутоа јас лично немам намери да се иселам, барем за сега. Едината не знам што ми носи, јас може би одел во странство на нешто учење или на нешто преку работа, тоа може би одел, меѓутоа долгорочно живеам во странство, такви намери немам. Ќе искористам една мисла од Гоце Делчев, кој што беше актуелен до 4 февруари. Тоа не ми се допаѓа на пример. Гоце Делчев од нашава држава е актуелен на 4 февруари и на 4 мај. Да. А во другите 363 дена од годината никаде го нема. Ама исто како Тошет, која умрел и која се родил, само тоа ше е актуелно. Да, тоа е генерално Го некој заборава, другите нешто денови се ги заборава. заборава цело време тоа во државата. Ете затоа што сега не е ниту едниот ниту другиот датум. Сега ги искористам една мисла од него на тема иселување. Има ли друго место за македонецот освен Македонија? Јас искрено се водам од тоа и сметам дека било какво стопанисување, тој термин го учам, стопанисување. Стопанисување. Да не рече дека ништо не сме научили на факултет. А надворот било што и да се прави надвор Македонија за македонецот е сето окей, меѓутоа најпрво треба да се проба да се развие тука бизнис или не мора да е бизнис, било каква општествена Било што, активност. да. После да се оди во странство, кој евентуално тука веќе не успее на кој било. Се надевам дека што повеќе млади ќе останат во Македонија, бидејќи како беше порано имавме националност, ја немавме државата како Македонија, сега откако имаме како Македонија ни се губи националноста. Како македонци губиме државата и затоа треба да го вклучиме црвениот аларм, бидејќи Заедно сме ќе изгубиме посилни. државата. А За заедно, да спречиме такви работи, едноставно треба да останеме тука. точно. И ја мислам дека секој може да успее, само треба малце да се сакат. Така, Па да, времето во кое што живееме денес, мислам дека нуди многу можности и дека треба барем да пробаме, барем да се обидеме. Знаеш, не може сите да успеат скроз. Општеството како систем не може да функционира сите да има 100% успешни, 0 неуспешни. Меѓутоа, наше барем да пробаме да успееме овде да Колку направиме нешто можеме, држава, да. Ја мислам дека можеме да идеме да им ги земеме парите и да си ги вратиме тука кај нас во Македонија. Може и тоа е добра опција, на пример, има сезонски работи во странство. Да. Има проекти за странци. Еве на пример, моментално периодов јас зашто не сум активен толку многу на Инстаграм, е дека нашиот бизнис го шириме со наши луѓе во Словенија. Цвета. А, Цвета бизнисот. Па не можам да речем уште дека цвета, меѓутоа ако продолжиме да работиме со овој интензитет, тогаш ќе цвета. Нонстопно со наши луѓе во странство соработуваме, меѓутоа јас живеам тука, се генерално Се правам правиш тука. тука, да, тука плаќам даноци. Тој ова е исто така интересна тема дека вистински патриот Си плаќа плаќа даноци. даноци, мислам и тоа е како една одлика на вистински Да, патриот ама, слично. ќе кажате ој од ВМРО ДПМН. А, Ќе те нема поврзат тоа. пак, ќе ти... Не, се шалам, Што се сакаат шалам. дека кажат, како што реков, не ми е толку важно. Само кажам дека добре си патриотизмот е поширок термин, не е само да се вее знамето. Треба и Точно. ѓубрето се фрла од канда за отпадоци, меѓутоа тоа е се многу меинстрим. Тоа да. Јас патриотизмот го разбирам како фрлање на ѓубрето Да, во да, кандата за отпадок, тоа ми е некако премногу либерална мисла, што ама генерално и тоа е вистина. Реално да. Дека ама па и не е само тоа. Ти понекогаш треба и кутлеш да се вее, точно понекогаш треба и знаме на вистина да се Точно. покаже. Треба и економски да се поддржуваат наши фирми. Не, на пример, кога идам у маркет да пазарам, најпрво ставам предност на нашите маркети ставам на македонски бренд пред Рамсто што е турски, пред Веро што е грчко или пред некој друг. Ставам предност на македонските маркети, ете. И ставам предност на македонски брендови. За мене тоа е да. производи, да. За мене тоа е некој вид на патриотизам. Точно си ги поддржуваш нашите Да, нормално. многу е поширока сликата. Да се вратам само на темата. Патриотизам треба да градиме тука. И едно ставки да забиеме патриотизам треба да си живееме и во Македонија. Ги разбирам луѓето што се селе, реално ги разбирам. Добре, И ја затоа ги што разбирам тие се- нормално. Секој Тие си има се селе не се своја виновни причина. тие, туку виновни се политичарите. Точно. Меѓутоа, во најмала река да се обидеме да останеме тука и да направиме нешто. Не знаеме кај носи животот.
ја може некојаш ќе живеам надвор од држава, меѓутоа ќе направам се за да останам тука. А дали мислиш дека можеме политичари да ги оцелиме тука од сите од држава или тешко ни пуштиле корења више? Да, афоризмите на Самка зашто Да. собранието нема Зашо ѓубре. да, зашо ѓубрето у собранието. Нема кандидат, да, пред собрание. Пред собрание. Бидејќи да, Ѓубрето ѓубрето напред на реално. Тоа е многу Тоа е најреалната. тоа е многу бабуш поговорка. Да, бабуш е птена. Ама многу е точна. Многу е точна. Најреална. Да ги оцелиме не можеме, но да ги смениме можеме на избори. Можеме, да. Сега дали има соодветна алтернатива, тоа е друго прашање. Тешко, ама ајде ќе им даеме преска викаме нема да збориме за политика, Да, цела. сакајќи се враќаме. Сега очекувам уште малци да се облечеме како комити тука да си правиме мовет. Да поздравиме Патриотско друштво со фантомката што да го поздравиме беше, Патриотско друштво, поздрав до тебе и поздрав до сите што не гледаат. Следно ми беше да се надоврзам на тема исто што работи БМО-то, што екзистира. Па генерално Ако сакаш не сум откриеш, само со една работа, да. Пошто плата не се живе. Акцент ставам на тоа што го работам со мултилевел маркетинг. Генерално одлично ми оди таа работа, а исто работам и со новинарство, меѓутоа не сакам да откривам детали, тоа си гледам како приватна работа. Не сакам да откривам детали од проста причина што од после ќе ми залепат некоја етикета. Само сакам да кажам дека и двете работи што ги работам ми одат добро, дополнително се инвестирам сам пари на одредени места и од таму нешто ситно заработувам. Од БМО исто го имам како приход. Така што не сум со една работа, повеќе Може да ги поздравиме финансиска интелигенција. може да ги поздравим и нив, да. Поздрав до финансиска интелигенција. Ајде, кој веќе ги откри од Сабајле се видов со дечката. Да. Админо што е, да, премногу мислам дека се разбира од областа на финансиите и им помага за некои стручни мислења. Во Македонија со еден приход не може да се живее. Од плата не се живее, дефинитивно. Мислам се живее од плата ако си рамковен. Да, или да, ако да. си со Или некој страшен бизнис. Или ако живееш во рачиново и не плаќаш струја. Така се живее од Точно, плата. да. Ама ако си македонец во Македонија е малце потешко. Па затоа мислам дека мора повеќе да имаш повеќе извори на приходи. Тендери, Како мендери. Не ги чувај сите јајца во иста кошница. Затоа треба да имаш повеќе извори на приходи. Нормално. Од повеќе места ти стигнуваат средства, бидејќи тоа ти е некако и имаш и како секош резерва, доколку едно ако пропадне, Секне, да, или ако се друго. случи нешто, да имаш Бекап. бекап опција, да, или Нормално. алтернатива за што и да е. Инаку, така, мислам дека работам на ден по 10 сати, понекогаш ми преку глава, меѓутоа на крајот од месец кога ќе стигне платата, викам вреди. И така, искрено имам големи амбиции, меѓутоа може би да треба малку да бидам самокритичен и да намалам со работа, за да почнам да уживам некои други задоволства, може поише искачања, поише да направам некој баланс меѓу работа, социјален живот, шетање и слично. Меѓутоа, мојата филозофија што е на овие години да работам многу, за некогаш кога После да малце ќе уживаш. подостарам да можам да имам повеќе пасивни приходи. Реално ми се пасивни приходи пробам да имам преку инвестиции или преку мултилевел маркетинг, бидејќи реално Тоа е како иднината. систем, премногу ми свија мултилевел маркетинг како систем, зашто само тоа ти нуди пасивен приход. И затоа, ајде да не испадне ова како нешто, да не одам во некои детали, убаво е, сега мислам дека на овие години ќе бидам, како викаат американците, hustle 24/7. Па да, реално. Овие Младци, години малце можеш да повеќе издржиш. ќе работам, за некогаш понатаму, кога повеќе ќе ми треба одмор во Да животот, да уживаш. можам да уживам негде на плажа. Гледа се надоврзуваат прашањата. Следно ми беше што го прави Боемот или Никола среќан. Ова е веќе филозофско прашање. Тешко прашање. Кој ќе победи МЗ-та? Се што гледав. Да. Освен тоа. Не, се шалам. Сега мислам многу работи. Најпрво нормално ме прават среќен излегувања со дали со друштво, дали со девојка, дали со фамилија, дали со што и да е, некои такви ситници, бидејќи како вел малите работи, всушност се големи работи, тие ме прават среќен. Тоа значи на прво место некои собири со фамилија, тоа исто можам да кажам, некои ме прават среќен некои наједноставни работи, меѓутоа знаеш,
Тоа е генерално многу индивидуално прашање, за мене е тоа. Немам некоја конкретна дефиниција, можам да кажам само дека ме прави среќен се она што е мало и што е ситница. Ситниците, да, бидејќи тоа е. ситниците многу менуваат. И Реално, се да. многу важни, да. Тебе што те прави среќен? Мене што ме прави среќен сите да бидат живи и здрави, тоа највише ме прави среќен. Кога се сите живи и здрави, моите, јас, сите блиски мои, сите луѓе уствари. Јас сега да кажам, ме прави тоа- среќен да имам мир во светот, а многу ми е клише некако. Па Многу ми е клише, као излага како оние манекенки не искачаш и peace Да, in the многу ми е world, клише, да, дека многу е сакам да имам клише. мир во светот. Ама ја А, мислам, Сега, тоа е значи изјава сакам да имам мир во светот и чека прва прилика за комшиката на турско кафе да уговара договор. што направила комшиката од втори. Реално, ама пред Значи, мислам, знаеш како, затоа ги избегнувам некои такви тези мир во светот, бидејќи за да нешто се направи, треба ти тоа да го правиш со дела, не само спори. Бидејќи на зборови сите можеме да бидеме добри луѓе, работете какви сме во пракса. И јас сум убеден во тоа дека оние кои што во пракси не се така мир во светот од тој калибар на луѓе, дека се многу подобри него ли оние кои што се реално, да. такви како што капирам, се да. декларираат. Него пред тој мир у светот, мислам дека душевниот, внатрешниот мир е Да, тоа србите најбитен. викаат, да. кад имаш, како беше, кад имаш унутрашни мир, имаш свемир. Има, тачно, да. Не знам се како е точно, Тоа е- меѓутоа така е, внатрешниот да. мир е на прво место. На прво место. И ако сакаш воопшто да биде светот поубаво место за живење, најпрво треба да си го средиш креветот дома. Точно. Па Да. после да Па после се надвор. Така. Тачно. Ништо Инаку знаеш дека кога доаѓав тука, и сега им кажам на другарија, ќе идам Бомбакис во емисија, и ми викаат, ако идеш веќе во Бомбакис во емисија, не ми кажа си облекол кошо нешто таму, вика, биди спортски облечен. Ке него вика, само спортски аутфит треба, па заради тоа ете Па да, спортски. тоа на почеток го гледаш изумив да те прашам, тоест, ама нема врска, ние сме Педо, аеродромци, се се допаѓа ова знае. Подкастот што можеш така лабаво си направиш муавет. Лабав, баш кад доаѓаш, седиш, си пиеме кафе, пивце, нешто си пиеме, си почнуваме, Да, си снимаме, точно, скроз точно. тој ми е концептот и многу е битно не какви камери имаш, не светла, нешто сакаш донеси, него многу е битен муабетот да си картониве го на пример имаш. даваат по друг шмек. Па реално, сите Даваат- ме препознаваат по картоните и викам зашо не картони да бидат, свеш, не сум јас сега нешто, а и баш кога све си правам сам, така да ја мислам дека сега за сега се трудам и боле е кога сам ќе направиш се, свеш повише го Поголем е цениш, лезетот на да, крај, поголем е лезетот реално, да. Него која ќе даме и све да е, свеш, не е тоа, не е тој Бомбакисот, свеш. Така. Него скроз друга личност. Инаку, фала ти што дојде, фала ти што гостуваш у петата епизода од мојот подкаст. Ја мислам дека добар мовет си направивме, ти што мислиш? Добар муавет и ето, чекам покана пак. Искрено ми се допаѓа што вака ајде да збориме, можеме Можеме дека до цела сабајле, вечер, да. Само мислам дека Ама ајде, ете ти давам како сугестија вака јавно, кога ќе го поминеш, кога ќе го развиеш твојот YouTube канал, понатаму можеш да правиш лайв видеа на YouTube, да има прашање од публика. слушатели, како и да се наречат. И Да, може реално. така да си направиме муавет, Не па да може биде, имам да има ја, и реприза. ќе има обавезно, гостување. ја имам Стварно ми се допаѓа концептот, ми се допаѓа тоа што е нетипичен подкаст, како нешто формално и слично, ми се допаѓа ова што е такво какво што е. лабаво. Да, и продолжи тоа што го правиш. Фала ти многу. А јас да ви се одјавам од тука, драги гледачи, фала што не гледавте, фала што постоите. Се надевам дека не поддржувате, ставете лайк, шер, субскрайб, што и да треба таму. Ја не сум јутубер, него чисто ова го правам од моје задоволство. И мислам дека има многу добар мовет. Од мене, чао, се гледаме у наредна епизода, а Боемот сега ќе ви се одјави он, уствари Никола или Боемот, као сакаш, као Може и кој така и сакаш, така, од Боемот одјава. Да, за крај можам само да кажам, поддржате го Бомбакис во тоа што прави. Долго ви се допаѓа, поддржате ги нашите профили и продолжите да правите она што ве исполнува. Тоа е така како филозофски цитат на крај. Овде има некои одлични картони. Може да ги читате додека се одјавува емисијава и тоа е се. Ви благодарам што ја следите целата емисија. Чао!